задоволен што присуствувам овде и што можам пред бизнес секторот, пред другите стейкхолдери, како и пред младите, да кажам неколку збора, односно да го презентирам овој закон за финансиска поддршка на инвестиции, целиот сет на мерки за поддршка на економскиот развој, се разгледа кој што е во трите столба. Првиот столб е поддршка директна, потоа вториот столб така наречен е околу вработувањата и третиот столб е кадето што господјата Јорданов ќе зборува повеќе, но меѓу другото и за она што е целта на една од целите на оваа трибина, на оваа тркалесна маса, вработување и само вработување на млади стартап компании, искуства, перспективи и други можности. Јас само ви кажал дека новиот закон за финансиска поддршка на инвестиции има некаде околу 40 милиона евра во буџетот планирано. Власта тоа го предложи, тоа го усвои собранието. Тоа беше една од определбите на владата и пред, да кажем, изборите и пред и сега програмската да домашните странски инвестиции се изеднашат во голем дел со странските инвеститори, односно домашните инвеститори. Зборуваме за тоа, ќе видите после оваа презентација ќе биде и тука оставена, дека фактички целта беше да имаме економски развој и економски раст. И се разбира и износ. Сега, ако зборуваме за овој закон, јас можам најслободно да ви кажам дека законот за прв пат нуди поддршка на домашните компании. Се разбира, законот не е правен од памет, туку со бројни консултации со бизнес секторот, со коморите, со асоциации, здруженија и така експерти, но ако зборуваме, исто така веднаш ќе ви кажам дека ова почеток, дека вистинските ефекти се очекуваат наредната година, но и дека сме спремни законот доколку се укаже потреба да има своја нагледба, основата е таа, со цел да се поттикнат домашните инвеститори. Нам ни се потребни странски инвестиции, таа политика останува и поддршка за странските инвеститори и така натаму. Но мораме пред се како мала држава да имаме и собствено производство. Собствени компании, собствено инвестирање и се разбира, мал пазар сме, мораме да имаме собствен извор. Оттаму, овој закон јас најмногу ќе зборувам за првиот, малку и за вториот стол, кој што ќе спомнам, дека нуди перспектива за зголемување на плати. Значи, овие плати, кои што се над 18.000 денари, кои ќе бидат работени, под услов, тоа е пред се за млади се однесува, да биде минимум 3 месеци невработен при прво работување, ведно што компанија која имала потешкоти или пак од државната администрација, бидејќи знаеме дека денес за младите тоа е објективна ситуација, мораме да признаеме, најатрактивна е администрацијата, односно најголемите јавен сектори, некои да кажаме поголеми банки, компании, телекомуникацијски и така натаму, но целта е ова да се поттикнат и младите, пред се младите, но и компаниите и општо да постепено се растерети јавниот сектор кој што сите знаеме дека е преоптеретен, дека не е лесно мала држава да издржи такав сектор, но исто така не е лесно, па вие сега да земете да кажете да попуштаме и така, тоа още не е определено на оваа влада, нити на локална, нити ова нити на централно ниво, но со одредени мерки да се стимулира. Оттаму оние плати над 18.000 денари ќе бидат посебно субвенционирани. Сега, ако зборуваме, значи, за ова, законот нуди и за домашни и за странски инвестиции и се разбира, мора да ви кажам, дека нуди и правна сигурност. Значи, одреден период, оние услови кои што се, но и оние преземени од порема обврските ќе се почитуваат, без оглед од кои услови се давани тие. Ова, ако зборуваме за првиот стол, тука се корисници на производствена дејност, потоа има, тука мораме да кажеме кои оставиле пораст на приходи,
Значи, они ще имат раст или зголемување или одржување на број на работени, има одредени размислување во иднина да тоа се барем за период од 2-3 години, не само ние ще имат раст, туку и други компании имат, потоа кои имат во 3 години пораст на работени или пак имат некои други резултати. Но, оно што е карактеристично на овој прв стол, но исто така и со вториот стол, дека, односно третиот и па и вториот, дека треба овде да се да бидат истражувачките проекти. И во третиот стол и во вториот преку платите, и во првиот истражувачките сектори, бидејќи ние мора да имаме развој, но не само било каков развој. Мора да ви кажам, сега се зборува колкав е растот и така натаму развој, не е голем се разбира, но мора да бидеме свесни дека растот мора да биде одржлив, значи долгорочен, економски, но и еколошки раст. Сега имаме одредени ситуации да немаме патосимо градежни, што не проблеми, тоа ќе се промени, но не е цел да само да имате по било која. Ако имате вие неодржливо градежништво, ево Скопје, градскиот парк да го кажете каква партина, па вие на ниво на држава 2-3%. Или ако имате некој што го бара увозна неопасен отпад, да не зборуваме, а камо ли за опасен отпад, вие говорите како државни собрани пари и би имали еден краткорочен раст, а потоа страшни последици. Или некои држави во развој да зборуваме сега за легална да имаме масовна сеча и извоз на дрво. Така постигнете раст. Значи не е, тука и професор, е многу важен економски раст, но не по секоја цена. Взимате големи кредити, тоа е едно, и второ. И растот кој ќе биде постигнат, за да го осетат бенефитот, јасно е дека нас не треба 5-6% раст за години да се осети. Но, исто така, како ќе биде тоа распределено на населението? Ви може имате голем раст во некои држави, ако е 1% или 2 или 3 или 5, другите нема да го чувствуваат тој бенефит. Чи целта е производство, развој и така натаму, нема да зборувам за третиот стол. Исклучоци се оние кои се од јавен интерес, лиценци кои што имаат, корисници на концесии, намерско, но се разбира и земјоделското производство.